И ова утро споделуваме со вас интересни, корисни, практични совети околу здравието со нутриционистот, хербалистот и доктор по природна медицина Љупчо Бубе Трајчев. Утринава зборуваме на тема анемија. Љупче, зошто всушност се јавува анемијата толку често? Пред се добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Анемијата обично се јавува како недостаток на внесување на соодветни хранливи материи, оние вистинските хранливи кои што организмот ги препознава и може да ги искористи. Особено е битно да се внесуваат здрави намирници, оние кои што ги создала природата, необработени, ненаправени индустријски, да се употребува колку може повеќе домашна храна, она која што е приготневена дома и која што е земена од природата или од нашите пазари, секако кои што се богати во овој период од годината со намирници кои што може да ја подобрат анемијата, да ја подобрат крвната слика. Особено тука е битна како број 1, можам да ја кажам, копривата која што е најдобар лек против анемија. Таа може и сирова да се користи во блендер, помешана да речеме со една банана и со некое шумско овоше кое што содржи поголема количина на витамин С. На тој начин можеме наедноставно да ја подобриме анемијата, да го зголемиме железото и хемоглобинот кои што се витални и клучни за нашето здравје, оние кои што ни даваат сила, ни даваат подвижност, ни даваат расположение. Исто така тука се јаткастите плодови, морам да ги напоменам, кои што се богати исто така со многу добри нутриенти, тука е и какаото и јас имам направено еден микс кој што е, да се вика железомикс, кој што е многу добар за баш за зголемување на железото во крвта и целокупната крвна слика за да биде онаква каква што треба. Сите оние кои што немаат време или да употребуваат, може да си земат една лажичка и да го подобрат, да подобрат анемијата. Исто така би советувал на сите да го искористат сонцето кое што ќе почне, веќе ни доаѓа пролет, уште малку, да бидат изложени повеќе на сонце, да вдишуваат чист воздух, да ги искористат нашите планини, барем оние поблиските кои што ни се тука, да речеме Водно, Китка и Скопска Црна Гора, каде што ќе дишат чист воздух, воздух кој што ќе го прочисти телото, ќе ја подобри крвната слика, затоа што крвта е секогаш во интеракција со кислородот и на тој начин се создава здрава крв и здраво тело. Многу е важно кога сакаме да ја подобриме крвната слика и кога се бориме против анемијата да внесуваме и доволно количество на витамин С, што го спомнавте и пред малку. Дали е добро да се внесува во вид на таблети, односно суплементи, или треба да го користиме преку природни намирници? Па јас никогаш не препорачувам суплементи, затоа што суплементите се направени на некој начин обработени и вештачки направени, освен оние кои што се природни, да речеме како што е шипинката исушена на помалку од 45 степени и сомелена, таа е една од најдобрите носители на витамин С, има од 1000 до 1200 квалитетната шипинка, а има прекрасни шипинки по нашите планини. Сето она што е направено синтетички, сето она што е спакувано на некој начин, јас не го препорачувам, затоа што тоа создава дополнителен проблем на организмот, дополнително трошење на енергија за да го направи во онаква форма каква што ќе може да искористи, а во секој случај не може да го искористи сето она што го пишува на пакувањето, да речеме, ако земеме витамин С од 1000 милиграми, верувате дека дали и 100 ќе искористи организмот од тоа, затоа што на некој начин има тука некои недостатоци кои што ги има само во природата, затоа секогаш препорачувам природен витамин С. Тука се и кивите после шипинката кои што содржат од 400 до 500 милиграми витамин С на 100 грама, што е фантастична бројка. Тука се и црвената пиперка, меѓутоа сега не е сезона на црвена пиперка. Ја реков копривата која што е исто така, сите зелени растенија имаат во себе витамин С. Знати, сето она што е свежо во природата содржи витамин С. Многу е битно да се знае за витаминот С дека е термолабилен,
клучен и дека тој на 45 степени се распаѓа, значи затоа секогаш треба да се користи сите намирници од природата во свежа форма доколку сакаме да имаме витамин С, затоа што тој е клучен за врзување на железото и на хемоглобинот во нашите клетки. Без витамин С, колку и да внесеме железо, колку и да внесеме хранливи материи, тие на некој начин не можат да се асимилираат во самата клетка без недостаток на вистинскиот витамин С, затоа тој е многу битен. Исто така тука можам да ја кажам и киселата зелка која што е пребогата со витамин С, освен тоа е и одличен пробиотик за овој период на годината кога ни треба чистење на цревата, кога ни треба подобра ферментација од сите оние талози кои што ни останале во зимава од храната која што сме ја конзумирале, така да секој случај секогаш препорачувам свежо и еве за оние кои што сакаат на кисела зелка, таа е одличен пробиотик и одлично богатство на витамин С. Значи анемијата може да се спречи, но може и да се лечи по природен пат. Секако анемијата може да се излечи, тоа многу едноставно, некаде за најмалце 2 недели може апсолутно телото да се врати во фантастична форма, меѓутоа треба да се внесат вистински нутриенти, вистински комбинации на истите за да се добие еден склоп на сите оние потребни состојки кои што му се потребни на организмот да функционира, и секако тука е физичката активност за да ја подобриме циркулацијата и сите оние функции кои што се вклучуваат во нашиот организам. Благодарам за советите, Бубе. Благодарам и на вас.